30 дена притвор добија и директорот на комунална хигиена Сабахадин Рустеми и раководителот на секторот за отпад Аким Сейти. Судија на претходна постапка го прифати предлогот за притвор на обвинителството дека можат да влијат на сведоци или да го повтара делото, односно загрозување на животната средина со отпад за кои се сомничат. Директорот Рустеми си поднесе оставка од морални причини. Според неговиот адвокат, оставката не ја дава зашто се чувствува одговорен за ситуацијата со сметот во Скопје, туку да не влијае врз истрагата. Овата оставка е по советување и координација со нас како бранители. Тоа е чин кој што ќе овозможи непречено водење на истрагата, се со цел да докажеме дека истиот нема никаква поврзаност, а во насока дека нити може да влијае, ниту влијаел и ниту ќе попречи во било какво водење на истрагата. Адвокатот на Рустеми вели дека имаат голем број на докази со кои ќе докажат дека сега веќе поранишниот директор преземал действија за обезбедување потребна механизација, барање поголеми ресурси како и вработување во комунална хигиена, но не му било одобрувано од управниот одбор. Директора, дали може би се чувствувате одговорен? Биде чисто. Ме сакам сите, и тие што ме сакат, и тие што не ме сакат. Со реакција се јави и се уште актуелната градоначалничка на Скопје Данила Арсовска. Во режија на МВР на Мицкоски за приведување на директорот на комунална хигиена, заборавиле на диктаторот да му кажат дека сега нема кој да подпишува во предпријатието, за да можат и со тие неколку камиони што не успеале да ги саботираат, да се собира отпадот, напиша Арсовска на Фејсбук. Директорот Рустеми беше поставен на функцијата од градоначалничката Арсовска на почетокот на годинава. Обвинителството го товари и него и Сейти за загрозување на животната средина со отпад, а зависно по кој член се товарат, казната затвор доколку се утврди дека се виновни е од 1 до 10 години затвор. Според обвинителството, заедно постапиле спротивно на законот за управување со отпад, со што возможиле во теков на месецот да се создадат мали депонии на јавни и сообраќајни површини, со што предизвикале оштетување на квалитетот на воздухот, почвата и водата, како и здравјето на луѓето. Тамара Дичевска, Сител телевизија.